втор ден имате луѓето пред централата, барат и Црвенковски доста лидер, односно повторно се кандидира. Добре, јас сега можем уште еднаш да го повторам она што и вчера го истакнав, дека ние формално започнавме една постапка за одржување на конгресот на партијата на 2 јуни и дека тоа е наша статутарна обврска. Ние не можеме да од таа обврска избегаме, ниту сакаме, и тоа е нешто што од денеска почнува низ местните одбори, местните организации, завршно со општински конференции на кои треба да се предложат кандидатите за председател и за членови на Централниот одбор, а како што статутот налага, потоа ќе следи конгрес на 2 јуни во Скопје на кој ќе се избере новото раководство на партијата. Луѓето кои се долу протестираат бидејќи сметаат дека председателот на партијата не треба да си оди, меѓутоа јас уште еднаш можам да повторам дека тоа е негова лична одлука и дека не е поврзана со било какви случувања за кои стануваше збор низ медиумите. Ниту е разочаран, ниту е во депресија, ниту е болен, ниту пак ја изгубил желбата да понатака работи за СДСМ. Тој смета дека не успеал да ги убеди луѓето од членството во неговите политики и заради сето тоа смета дека треба да се повлече од функцијата председател на СДСМ. Нема намера да биде почесен председател, нема намера да застане позади било кој од кандидатите, ниту тој, ниту раководството постоечко на СДСМ. Дали Кире Наумов ви достави писмо? Кире Наумов ми достави еден писмен допис на кој јас во текот на денешниот ден ќе одговорам, и тој се однесува на повеќе на барање за увид во делегатскиот список и за одржување на пресконференција. Че јас можам да кажам дека за сите кандидати ќе има еднакви услови, бидејќи на ниеден од кандидатите досега не сме го овозможиле списокот на делегати на Конгресот, а ќе има овозможиме представување рамномерно пред општинските организации. Тоа ќе важи и за господинот Кире Наумов, а во делот на одржување на пресконференции во партијата за себе промоција на кандидатите, тоа нема да му биде овозможено на ниту еден од кандидатите за председател на СДСМ. Исто така ќе имаме еднаков однос спрема сите. Дали ова значи расцепкување, раситнување на партијата и нели ве потсеќа ова на случајот Панорама со ВМРО ДПМН? Не, имаше драстична разлика на случајот Панорама, бидејќи таму стануваше збори за употреба на физичка сила. Јас се надевам и верувам дека целата постапка ќе помине во демократски амбиент, дека ќе се избере председател на СДСМ, оној кој делегатите на Конгресот ќе го изберат, и дека тоа ќе биде за партијата еден нов почеток. Тоа е наша обврска. При тоа, она што нема да дозволиме, тоа е да кампањата се спусти на ниско ниво и да се етикетираат против кандидатите само заради тоа што треба да се победат. Сепак се работи за внатрепартиски избори, не се работи за битка со политичкиот противник. Политички противник на СДСМ е ВМРО ДПМН, и ние ќе сугерираме благовремено на било кој од овие кандидати, бидејќи почна жустро вчера целата оваа работа и медиумски и секакви со разни коментари и написи, дека тоа треба да се заведе, да се подведе под едно демократско однесување кое мислам дека сите ќе опочитуваат. Велите дека раководството нема да застане за ниту еден кандидат. Веќе вчера имаше видни членови, подпредседатели, веќе фатија страна за одреден кандидат. Значи јас она што го кажувам е дека председателот на партијата, јас како генерален секретар, нема да застане позади ниту еден кандидат во оваа трка. Она што дел од раководството на партијата се и кандидати. И се разбирливо е дека не можат кога се самите кандидати не можат да немаат страна. Мислам дека е јасно дека е природно да пробаат да привлечат поддржувачи на нивните опции, на нивните идеи како би се развивала партијата. И тука, колку што до сега е познато, имаме два подпредседатели на партијата кои се веќе кандидати. Тоа се подпредседателот Зоран Заев и подпредседателот Зоран Јовановски, како и координаторот на пратеничката група Игор Ивановски.
од луѓето во партијата изјавиле дека им даваат поддршка. Видовме вчера изјави од пратеничката Шекеринска и коментарот ваш околу поддршката на подпредседателите на партијата Георгиев и Данева на Зоран Ивановски. Нито повторам, оние што ја спроведуваат оваа процедура и кои се одговорни за тоа, председателот на партијата и јас, имаме неутрален однос спрема сите кандидати и ќе овозможиме да се избере оној кандидат кој на партијата и дава најдобри шанси за победа во следниот период, а тоа е мислењето на делегатите на Конгресот. Уште едно прашање кој доволно добро го разбрав. Значи, вие ќе дозволите увид во списокот со делегатите, меѓутоа за сите Не. или воопшто на никого? Знаете што, не може да се прави аналогија помеѓу делегатите на Конгресот и избирачкиот список на гласачите, поради тоа што не се исто 2 милиони гласачи и 700 делегати на Конгресот. Со 700 делегати на Конгресот и физички можете со секој да искомуницирате и мислам дека не е добро еден на еден луѓето да се убедуваат во нешто, бидејќи праксата покажува дека тие убедувања не се на идеолошки основи. И тоа нема да биде овозможено не само на некој од само кандидираните кандидати, туку нема да биде овозможено на ниту еден од постоечкото раководство на партијата и тоа име јасно ставено на знаење и можам да кажам дека тоа ќе инсистираме да се почитува. Ниту пак е возможна промена на делегати на Конгрес, тоа е нешто што е тотално нестатутарно и тоа е, гледам некои аналитичари во наводници денови заговараат, тоа е нешто што никогаш не било пракса, ниту во минатото, ниту ќе биде пракса сега, бидејќи тоа сепак Конгресот е највисоката институција на оваа партија и не може како на кого ќе му текне, така составот да се модифицира и да се менува. Дел од симпатизерите на СДСМ велат дека ќе останат додека не им се обрати Црвенковски. Тие и вчера бара и беа тука вечерта, по убедувањето се разбравме и се разотидоа. Денеска се повторно тука и сега најавуваат дека ќе останат. Сега јас не сакам со луѓето да се препирам, бидејќи тоа се оние луѓе што беа најредовните и најревностните поддржувачи на сите протести на опозиција, на кои се тука и многу ги почитувам. Тие се највредните луѓе кои партијата ги има, меѓутоа не можам да им излезам во пресред на нешто што е нивно барање, бидејќи одлуката на председателот на партијата Црвенковски е лична. Што тие ќе прават, слушам дека формирале некој одбор, дека ќе формираат и ограноци, мислам дека треба да се изнајде начин да се канализира тоа низ постапката која веќе е во тек, бидејќи во спротивно може да настане едно анархично однесување и тоа им е нив укажано во текот на вчерашниот разговор со мене, на кој разговаравме подолго време. Сега инсистираат уште еднашка да се видиме, ќе се видиме, не е проблем за гледањето, работата треба да се канализира на демократски начин низ постапката која веќе е отпочната.